KM Electronics. Работает. Да. Вот сейчас. Да. Она што е најважно да го видиме е дека практично претходно во целокупната зона Скопје имало 10 инвестиции, тоа се тие стари инвестиции за кои што зборувавме, меѓутоа само за оваа година и пол веќе има нови 17 инвестиции во државата, од кои 12 се само во зоната Скопје. Практично многу јасно се гледаат сега, значи со боја обележани за да биде јасно на сите што се прави, но она што е уште поважно, сите овие зелени парцели кои што ги гледате тука означени, тие се исто така резервирани и не се на овој список. Тоа се компании кои што сме се уште во разговарање и договарање и практично кои што очекуваме во најскор рок и тие да ги потпишат договорите, што значи дека овој список очекуваме последните 5-6 месеци да се прошири барем уште за 10 инвестиции. Така да мислам дека нема ништо подобро тоа сликовито да представиме со бројки, параметри, имиња и сликовито сите да може да видат значи точно што е направено во овие година и пол. Бидејќи сите изјави што се за дневна политика, мислам дека не се важни, на крај ова е тоа што е важно и што мислам дека сите можеме да просведочиме точно кои се аргументите и фактите. Денеска се наоѓаме у технолошко-индустријската развојна зона Бунарџик, односно Скопје 1, Скопје 2, како што ја викаме. Се наоѓаме тука за да извршиме увид во градежните работи на сите фабрики кои што се градат. Се наоѓаме пред една од најголемите инвестиции, тоа е инвестицијата на компанијата Дура од Соединетите Американски држави. Се гради хала од 18.000 метри квадратни, која што во вториот дел ќе има и проширување. Практично денеска сакаме да видиме како одат активностите на градењето во оваа зона, иако активности во градење има и во останатите технолошко-индустријски развојни зони. На панелот кој што е позади нас јасно се гледа дека претходно во оваа зона имаше 10 странски инвестиции, сега само во период од година и пол имаме 12 нови странски инвестиции кои што се градат во моментот и можете да видите дека Скопје технолошко-индустријската развојна зона е практично едно големо градилиште во моментот и покрај тешките зимски услови за градење, градбата не престанува. Во оваа зона ќе бидат практично инвестирани 12 нови инвестиции и плюс дополнителни 5 инвестиции во другите делови во Македонија. Вкупната инвестиција е 155 милиона евра само во новите инвестиции, со до сега значи во прва фаза околу 1100 вработувања значи во прва фаза, а додека после завршувањето на сите овие градби, вкупниот број на вработени треба да биде околу 4300 вработени. Мислам дека тоа е сериозен импакт и сериозен показател дека владата е и ќе биде посветена на силна индустриализација на државата, бидејќи само индустриализацијата може да донесе до раст на бруто домашниот производ во нашата држава, а со самото тоа и до поквалитетен живот на сите граѓани. Сите останати изјави дека во Македонија не се гради, нема нови фабрики, се само изјави за дневно политички потреби. Мислам дека економијата се гради само со стабилна и цврста политика, политика која што е одржлива на долг рок. Точно таква политика ние развивме преку законот за
поддршка на инвестициите. Сите овие инвестиции за кои што денеска зборуваме се по новиот закон, практично рамноправен закон за сите, без посебно договарање. Сите тие имаат добиено мерки онакви какви што предвидува законот и за странските и за домашните инвестиции. Сакам да искористам приликата да кажам дека покрај овие компании кои што се по тој закон поддржани во зоните, уште 250 дополнителни македонски компании се поддржани по истиот закон надвор од зоните низ целата територија на Република Македонија. Практично и бројките кои што ги покажува статистиката во порастот на индустријското производство во Македонија сведочат за индустријскиот раст. Индустриализацијата ќе продолжи и понатаму, ние како влада ќе бидеме посветени на истата и се очекуваме да даде соодветни резултати. Се останато е само предмет на дневно политички зборувања со кои што мислам дека не се прави економија, економија се прави преку мерки кои што даваат резултати и бројки, а бројките се овие кои што предмалку ги спомнав. Има ли детали околу најавените 4 нови инвестиции? Може ли да соопштите нешто повеќе? Значи деталите ќе испаднат. Едната од тие инвестиции денеска ќе помине на влада и можам да кажам незиното име да го кажам. Таа е овде како 12-та во зоната или 17-та во сите овие инвестиции кои што се набројуваат. Станува збор значи за компанија која што е по потекло од Индија и ќе направи конзорциум со јапонска компанија. Практично ќе произведуваат кабли за автомобилската индустрија, односно ќе произведуваат суровината за сите останати фабрики кои што во Република Македонија прават кабли за автомобилска индустрија. Ќе биде голема инвестиција и таа ќе започне значи во следниот период. А денеска на влада треба да помине одлука за доделување на земјиште за оваа инвестиција. Останатите значи 3 практично покрај оваа инвестиции ќе почекаме самите компании да ги објават прво, па после тоа ќе ги објавиме и ние. Прошлата година имавме рекорден извоз од зоните. Точната бројка е 2 милиарди 427 милиони евра, додека увозот беше околу 2 милиарди и 80 милиони евра. Порастот на извозот од зоните е околу 20%, тоа значи дека сериозно се работи. Сите овие фабрики растат, не само овие што ги најавуваме, исто така и постоечките најавуваат нови фази, некој фаза 2, некој фаза 3 веќе. Исто така инфраструктурно ги појачуваме зоните, нормално овде каде што стоиме, ако ви текно кога излеговме за камен темелникот на Дура, овде немаше ништо, оваа улица е завршена пред едно месец дена. Исто така продолжуваме со плановите на развој на Скопје 3, заради тоа што останаа уште само неколку парцели во Скопје 1 и 2. Проектирањето за Скопје 3 би требало да излезе некаде до средина на следниот месец, а изведбата при крајот на годината веќе да отпочнеме. Исто така ќе финализираме изведбата на Скопје 2, поради тоа што од овој дел воопшто не беше она развиена, сега ќе продолжиме да развиваме назад, булеварот ќе го продолжиме до крајот. Исто така во сериозен напредок има во изведбата на клучката во Прилеп, влезот, каде што немаше воопшто влез во Прилеп. Се финализира водоводот во Прилеп, кој што воопшто не постоеше и наскоро ќе добијат вода фабриките кои што моментално се снабдуваат од бунари, канализацијата е финиширана во Прилеп. Ќе почнеме годинава со гасификација на Штип, исто така се завршува и Струмица, каде што водоводот веќе го ставивме во функција. Се чека да започне изведбата на терминалот во Струмица, нормално по условите веќе и тендерирано се во Струмица. Што се однесува до Струга, во Струга клучката исто во напредна фаза, го финиширавме водоводот прошлата година. Кичево ќе ја доправиме внатрешната инфраструктура, така да оваа година планираме да ги финализираме постоечките зони и нормално да отпочнеме со градежни активности на зоната 3. Имате информација само колка е површината на парцелите од проширувањето на зоната што ќе бидат на располагање на странските? Оваа зона само ќе се прошири за отприлика некаде 140.000 квадрати, а додека Скопје 3 е во величина од 48 хектари, плюс минус 1 доколку сгрешам.